Господин Пишев, веројатно дека од позиција на опозиционер ви е многу полесно да ги барате грешките на актуелната локална власт и да критикувате. Но кои се вашите субститути во работењето на актуелната гарнитура на СДСМ и на ЗАЕВ, што вие би направиле поразлично од она што ова локална власт го направила изминатите 8 години? Ајде да бидеме реални. Опозицијата за тоа и постои да критикува, но според правилата, според нормите. Затоа што постојат правила. Ние сме 8 години опозиција во Струмица. Ниту едно важно прашање за кое сметаме или сме сметале дека требало да помине, не сме биле поддржани. И никогаш не ги повредовме институциите. За разлика од Зоран Заев, не сме го блокирале работењето на Општинскиот совет. Не сме ги заклучувале вратите од неговиот кабинет за да не оди на работа. Не сме организирале протести. Не сме кршиле собранински инвентар. Не ги уништивме микрофоните. Не ги киневме лампионите од Општинската елга за нова година. Не го срамотивме пред Македонија и светот, дури и кога не срамеше сите нас со неговите непромислени изјави. Кога ќе ни ја кршише кичмата. Не го нарековме Хитлер и фашист, кога на телевизија зборуваше дека ќе избркал секого од работа, дека ќе се пресметал со секој кој не мисли како него. И не отидовме да го рушиме собранието на општина Струмица, кога се закани, ако тој не победи на овие локални избори, дека ќе пука. Што различно ќе направиме ние за Струмица после 24 март е една и најважна работа. Ќе престанеме да ги делиме граѓаните на наши и ваши, на леви и десни, на богати и сиромашни, на олигарси и работници. Ќе ја направиме Струмица општина на сите. Ете, тоа е најважното што ќе не разликува нас од нив. Информатички развој, имате идеја за земјоделство. Оди ли тоа рака под рака со вашите визии за едуциран во оваа смисла земјоделец? Македонскиот земјоделец беше систематски уништуван од 1945 година, па се до доаѓањето на власт на ова гарнитура, на ВМРО ДПМН. Па сосема е јасно дека македонскиот земјоделец најпрво бил теран со сила да влезе во задруги, да се откаже од своето. И кога тоа не е успеело, се започнало со политика на запуштање на селата и емиграција во градовите. Се правело се за вредните земјоделци да се приселат, да ја остават земјата, да дојдат во градовите за да работат за плата. Не можеш ти со сила да го натераш оној кој мирисот на својата земја го сака од дедо, од прадедо, да го натераш прашината од машините од фабриката да му мирисат на убаво. Не можеш. Затоа и од земјоделците не направија фабрички работници. И на крајот истите тие што ги бутна земјоделците со сила во фабриките, со сила ги избрка и надвор. Тоа се случи со приватизацијата на Бранко Црвенковски. И што се случи? Тие луѓе останаа и без земја и без работа. Катастрофа. Но Црвенковци не застанаа тука. Ги држија во изолација. Не ги помогнаа да се вратат назад во својата земја. Ги држија во залог, за да ги манипулираат. А тие пак поупорните што останаа во селата, ги држија во мрак, без инфраструктура, без урбано живење, без културни настани, без ништо. И не за друго. Затоа што Црвенковци не поднесуваат човечка пот. На Црвенковци им е испод чест да се среќаваат со селјаци, како што ги нарекуваа. Но ние не се срамиме од својот народ. Ние не се срамиме од нашето потекло. Затоа во овие 6 години спроведовме реформи за развој на земјоделството. Реформи кои се невидени досега. Се со цел земјоделецот да стане свесен и одговорен за својата работа и својот живот. Затоа во Струмица отворивме земјоделски факултет, за да почнеме од основата. И не нарекува селска влада, замислете. Но не се срамиме и од тоа. Ние сме селска влада. И затоа продолживме со системски мерки, со давање на субвенции,
со инвестиции во развој на семења и со промоција на македонското земјоделство. А сега дојде на ред и информатиката. Па што е тоа чудно? Напротив, ќе направиме земјоделецот да има пристап до информатиката и придобивките од тоа. Ќе направиме секој земјоделец да има пристап до вистинските потреби, за да не може утре никој повеќе да го лаже и уценува. И туризмот зазема место во вашата програма. Во таа насока, какви се вашите очекувања и какви резултати мислите дека може да постигнете во оваа гранка? Точно е тоа. Струмица има големи потенцијали за туризмот, но за да се развие тој туризам во нашата општина, треба да создадеме туристичка приказна. За жал, ние денеска го немаме тоа. Заев 4 години ги лаже граѓаните дека ќе развива туризам со трговски центар. Па кој ќе ви дојде од странство за да види нешто што го има во својот град? Затоа ние ќе понудиме реални проекти кои ќе привлечат туристи и што ќе преноќат. Таму е добивката. Во хотелиерството. За таа цел подготвивме проекти кои освен културна имаат и историска вредност. Тоа е Кукушка куќа со музеј на Гоце Делчев. Кој да дојде во Струмица, странец или домашен турист, ќе сака да отиде во куќа која изгледа како родната куќа на Гоце Делчев, во градот Кукуш. И тоа го правиме затоа што кукушани се дојдени во Струмица. Имаме реална врска. Потоа ќе направиме споменик на цар Самуил. Тоа е синоним за Струмица. И битката на Белашица. Ќе одбележиме со големиот проект во 2014 година. Така ќе го свртиме основното внимание. Ќе ги промовираме вредностите што ги има само тук. Ќе направиме споменик на Мистон. Ќе ја продадеме таа приказна за која замислите. Дури и многумина струмичини не знаат дека таа била тука во Струмица. Ќе направиме и спомен куќа на Гоце Арнудов. Тој е еден од синонимите на современата Струмица. Еден вид струмички Тоше Проевски. И многу други проекти кои се систематски поврзани меѓу себе. Реконструкција на стариот театар, институционализација на фестивалот за камерен театар Ристо Шишков и на Струмичкиот карневал. Имате проект за ревитализација на старата чаршија преку обновување на старата архаична фасада. Исто така планирате изградба на неколку споменици. Дали сето ова значи нова политика во културата или враќање кон традиционалните вредности? За жал, во последните 8 години културата која се организира и финансира од општинските извори е сведена на партиска шашпа. Гледайте што се случи со Ристо Шишков, со фестивалот, а исто и со карневалот. Од нив направија партиска парада и пералница на пари, како и со Младинскиот совет. Затоа, за да се стави крај на тоа, тие манифестации ќе ги направиме како локални институции, со управители, со програмски и организацијски раководители, со услови за работа, со реална поддршка и промоција, но и со контрол на нивното работење, се разбира. Ете тоа ќе го направиме, тие манифестации да се професионализираат и да покажат поголеми резултати. А за театрот, веќе сум кажал, Струмица повторно ќе ја добие својата гордост. Миленикот на генерации струмичани, Градскиот театар Антон Панов. За останатите проекти споменав во контекст на туризмот. А за старата чаршија можам да кажам дека со тој проект Струмица ќе ја вратиме душата, нејзината стара чаршија. Анализирајќи вашата програма, на 6 страни се опфатени проектите за млади и спорт. Зошто? Посветуваме толку внимание на младите, затоа што младите се нашата иднина. Замислете, Струмица како општина да биде богата, ако нема млади, зошто ќе не биде тоа богатство? Без млади овој живот нема смисол. И тоа го знае секој родител. Но грижата за младите не е ништо ново. За мене и за мојата партија. Ние сме демохристијани. Семејството, децата. Тоа се вредностите во кои веруваме.
и за кои се бореме сите овие 20 години. И пак и тоа не е ништо ново. Ние сме партија која формира Министерство за млади и спорт, од кој денес е произлезена Агенцијата за млади и спорт. Агенција што ја водат и управуваат само млади, затоа што ние им веруваме на младите. Да се биде млад е предност, а не хендикеп. Ние 6 години инвестираме во младите и спортот. Во последните 6 години се направени повеќе спортски објекти, отколку во времето од 4 децении наназад вкупно. И она што владата го прави на државно ниво, ние ќе го надградиме на локално. Има потреби за младите и спортот кои полесно и побрзо се решаваат кога се гледат одблиску. Струмица беше спортски град. Град кој беше успешен во спортот и во бивша Југославија. Сме имали и сојузни прваци. Затоа неколку пати ќе го зголемиме учеството со готови средства во финансирање на спортските клубови, но и на талентираните спортисти во поединични спортови. Ќе доделуваме стипендии и друга помош, но и ќе помагаме во инфраструктурата. Најпосле ќе направиме да се повторат резултатите во ракометот, одбојката, пинг-понгот, атлетиката, но и ќе направиме се што можеме, нашата гордост на Струмица, фудбалскиот клуб Беласица, да ја вратиме во првата македонска лига. Најавувате силна меѓународна соработка. Еден од нив е проектот за канцеларија за европски проекти. Какви се придобивките од сето ова? Придобивките се огромни. Ние нема да чекаме овие проекти да дојдат кај нас, туку преку млади и едуцирани кадри ќе отидеме во Брисел и ќе ги земеме најдобрите проекти за општина Струмица. Досега се случуваше практиката странски консултантски куќи од Република Бугарија и од Република Грција во последно време да не бараат нас. Но тие не бараат за проекти во кои им треба покритие со нашето учество. Покритие во кое ние ќе учествуваме со мал дел, колку тие да можат да го земат нивното. А знаеме што е тоа. Но и на тоа ќе му ставиме крај. Општината ќе обезбеди стипендии за десетина млади образовани економисти, правници, информатичари и менеджери, кои истите тие ќе заминат во Брисел, да бидат на лице место, од изворот да научат како се добиваат проекти, како се подготвуваат и како ќе се реализираат. Се разбира, со нив општината ќе склучи договор за 10-годишен ангажман во општинската администрација. Ете, тоа е тој проект. Ке добие ли Струмица зоолошка градина? Генерации струмичини се уште зборуваат за зоолошката градина. Мојата генерација порасна со приказните за мечките, за струмичкиот лав, кој секој утро го будел градот со неговиот вик. Но се уште зборуваат за лудориите на Сулју Мајмуно. Ке направиме се Струмица да добие автентичен зоолошки корнер со неколку пара камели. Нема потреба да објаснам зошто камили. Камилите се еден од синонимите на Струмица. Во Струмица доаѓале од целиот Балкан, замислете. Само и само да се сликаат како јаваат на камили. Убеден сум дека тој парк на камили ќе биде дел од вкупната туристичка понуда на Струмица. Имате ли време за книга, музика, филм? Музиката беше моја главна обсесија во младите години. Но денеска немам толку време за да ја слушам. Но, за добар филм, секој пат изнаоѓам време да го погледам.